Добро вечер. Во судницата во затворот Идризово почна судењето за трагедијата во Кочани. 35 мина седна на обвинителна клупа, опфатени и 3 правни лица. Според обвинителството, дискотеката Пулс одсекогаш функционирала како буре барут, а сопственикот успевал да ги заобиколи сите препреки. Михајло Видемлиски го следеше рочиштето. Смртоносна стапица и буре барут која доведе до настанчи и последици се неизлечливи, зошто никој не се ни обидел да ги спречи. Вака обвинителството во воведниот збор ги опиша случувањата и постапките поврзани со клубот Пулс во Кочани, кои предходеле на трагедијата од 16 март кога во пожарот загинаа 63 лица. Опасноста според обвинителот Борче Јанев демнела со години, но никој не сакал да ја види. Злодело и самото постојање на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барут. Затоа искрите, без никаква пречка, имаа каде и да потфатат и да зацрнат и уништат толку човекови судби. Патот кон пропаста не бил мавгулиц. Не бил ниту заслепен од светлината или засенет од дивните ефекти во објектот на Пулс. Никулците на оваа невидена катастрофа биле одамна изникнати и сите предуслови за тоа одамна поставени и исполнети. И додека семејствата на загинатите со плачење го слушаа во ведниот говор, обвинителот Јанев освен на непреземените действија од надлежните институции, акцентот го стави и на прво обвинетиот Дејан Јованов Деко. Истрагата го вратила обвинителството во 2012-та, кога Јованов решил да се занимава со угостителска дејност во објект наменет за лесна индустрија. Обвинетиот Дејан Јованов без било какви институционални стеги и контроли за почитување на безбедносните правила и прописи, опасноста никогаш не го интересирала. Доказите многу јасно ќе го потврдат тоа. Димензијата на преземени действија и обемот на пропусти што постоеле кај овој човек се шокатни и запретпаскувачки. Ќе можете да слушнете и да видите што се бил спремен овој човек само заради профит и материјална загодет, низ материјалните и вербалните докази и согледат и неговите одлики и досудености. Судијката Дијана Груевска-Илиевска предходно одлучи да го спои обвинението за газдата на Агенцијата за обезбедување Александар Нацев со овој предмет. Адвокатите се обидоа да го одложат судењето, бидејќи немале пречистен текст од интегрираното обвинение, но судот не дозволи. Судијката Груевска-Илиевска вети транспарентно судење, строги проверки на барањата за одлагање, но не сакаше да прејудицира дали постапката ќе трае 5 месеци или 5 години. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани, ќе има голем број на новинари кои сето тоа верувам дека ќе го пренесуваат. Се што може овој совет ќе направи за оваа постапка да тече. Голем дел од семејствата на загинатите во трагедијата беа присутни во судницата, бараат правдата да биде задоволена, но и порачаа дека немаат време за чекање. Ова судско, како да речем, рочиште ќе трае 15-20 години. За нас 15 дена или 15 месеци се многу, више 8 месеци помина. Сега видов дека има луѓе што немат никакви чувства, никаков осет и со ова што сакат да ги бранат обвинетите, повторно ни ги убија нашите деца, а со тоа не убиваат и нас. На следното рочиште закажано за во вторник, обвинетите ќе се произнесат за вина, а нивните адвокати ќе ги дадат своите воведни зборови. Потоа рочиште е закажано за во среда, а уште 6 рочишта се закажани за до крајот на декември. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека како партија не бегаат од расправа поврзана со други трагедии, како што вчера побара ВМРО ДПМН. Тој реагираше и на изјавите на премиерот Мицкоски, кој ја обвини СДСМ дека води некрофилска политика. Таа реторика на навреди сметам дека покажува само една работа, а тоа е фрустрација од неуспешните обиди да вистината или некои блиски луѓе на ВМРО ДПМН се заштитат од истрагата. Не бегаме од ниту една расправа. Не, нека се закаже за било која трагедија.
За било кој случај, ние сме тука да дебатираме на било која тема, по било кој формат, така како што тоа го нудат институциите. Со реакција се огласија од ВМРО-ДПМН. Пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството. И еве го повикуваме обвинителството на Заев и Филипче да делува одговорно и да испита се. Истовремено сметаме дека обврска и одговорност на судот е да има правда за случајот со Пулс. Вистината мора да излезе на виделина. Македонија мора да гради систем во кој нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите, се вели меѓу другото во писменото соопштение на ВМРО-ДПМН. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски на покана на високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Каја Калас во Брисел присуствува на неформалната вечера на Советот за надворешни работи на Европската комисија. На неформалната вечера присуствуваат министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата, како и на 6 земји од Западен Балкан. Од македонското МНР соопштија дека на состанокот е предвидено да се разговара за унапредување на соработката меѓу Европската унија и регионот, со посебен акцент на безбедноста, одбраната, справувањето со хибридните закани и зајакнувањето на демократската отпорност. Во рамки на посетата на Брисел, Муцунски ќе има и одвоена средба со Европската комесарка за проширување Марта Кос, информираат од МНР. Во собранието и денеска продолжи интервјуирањето на кандидатите за избор на председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Пред комисијата за прашање на изборите и именувањата, своите програми ги представија вторите 5 мина кандидати. Наследникот на Татјана Димитровска ќе се знае в петок. Зајакнување на борбата за спречување на корупција и судени интереси од една страна, и втората цел, намалување на скептицизмот на граѓаните. Зајакнување на владењето на правото, односно кон развој, повисок развој на правната култура во државата. Секако, тука се многу битни постоењето на цврсти, репресивни и превентивни мерки. Недостаток на комисијата е недоволната транспарентност на податоците, што ги работи, значи пиарот треба да се подобри. Значи да се повеќе да се вршат обуки. Една од законските надлежности која на некој начин е запоставена, според моја проценка, е следењето на имотната состојба. Јас и тоа ми е професионален, да речам, ангажман. Сметам дека начинот со работката со другите институции е многу интензитетот на таа работа е многу битна во незиното работење. Заменик министерката за транспорт Зеколи Шакири преку емотивна пресконференција го повика обвинителството да ја обжали пресудата од 7 месеци затвор за лицето што во сообраќајка пред 3 години смртно го прегазил незиниот сопруг додека возел велосипед. Обвинителството најави дека ќе ја обжали пресудата. Стојам пред вас со врзани раце. Поред законот немам право на жалба, но обвинителството има. Порачани солзи Калтрина Зеколи Шакири, сопруга на Арбер Шакири, кој пред 3 години возејки велосипед беше прегазен на Скопската обиколница на Клучката кај Радишани. За сообраќајката судот на сторителот му изрекол казна од 7 месеци. Зеколи, која ја извршува функцијата заменик министер за транспорт, вели се уште е шокиран од казната изречена пред 9 дена, а која според закон вели треба да изнесува од 1 до 5 години затвор. Таа бара правда за сопругот и за семејството кое вели живее во секојдневна болка од трагичната случка која им го променила целиот живот. Јас сум тука да го потсетам светот за еден човек што не може да зборува за себе. Јас сум тука за еден ден да им одговорам на моите деца. Кога ќе прашаат кој поднесе одговорност за загубата на нивниот татко. Се извинувам. Денес сум тука искрена, скршена и со единствена надеж дека овој јавен апел нема да падне на глуви уши. Барам правда за Арбер.
барам одговорност. Од обвинителството за Канал 5 посочија дека не се задоволни од пресудата и најавија жалба веднаш по приемот на образложението за соодветно да се признесат по сите основи во одлуката на судот. Првото рочиште за предметот кој го водеше судијката Драгана Исаковска се одржа во мај годинава. Арбер Шакири беше прегазен на 17 ноември 2022 година и како што тогаш информираше МВР, од возило Мазда со скопски регистарски таблички управувано од страна на РР, Шакири им подлегнал на повредите на лице место, а вториот велосипедист кој бил во друштво на Шакири се здобил со повреди и завршил на скопските клиники. Вестите завршија, останете со Канал 5. Пријатно.